Познатото фудбалско трио таткото Бобан и неговите двајца синови, браќата Давид и Доријан Бабунски, речиси цел живот живеат во Шпанија. Сепак тие на 11 декември годинава, наместо во амбасадата во Мадрид, ќе треба да дојдат во Скопје за да гласаат на гласачко место во населбата Капиштец. Телевизија 21 ова информација доби од како жители од оваа населба ни укажаа дека на нивната адреса освен нив запишани се уште 3 други луѓе кои воопшто не ги познаваат. За ова, како што велат, уште пред неколку месеци ја известиле Државната изборна комисија со официјална пријава преку интернет, но досега ништо не е променето. Во избирачкиот список наместо двајца фигурираат 5 мина. И госпога Љубица, 80-годишна пензионерка од скопската населба Карпош 4, има иста мака. Како што ни раскажа таа денеска, не можела да им верува на очите кога незината ќерка и го покажала избирачкиот список, на кој покрај неа, која патем со години живее сама, на незината адреса живее и известна Рахилка. Дојдоа 2 пати волонтери со списоци и кажав дека овде живее само Љубица Спасецка. Меѓутоа, и по втор пат кога дојдоа, во нивниот список стоеше и Рахилка. А таа жена не знам каде живее. Децата беа стварно вознемирени затоа што кажувале таму во центарот дека тука живее само една жена со име Љубица Спасецка и дека нема друг член. Зошто се прави ова грешка, не знам. Живеам на улица Ацо Караманов 19. Според избирачкиот список со мене живее Владимир Хуибнер. Дали некој од комшиите го познава? Помогнете ми да го најдеме. Вели пред камерата на ТВ21 Дарко Гигов. Како што раскажа тој, проблемите со запишаните гласачи во скопската населба Водно започнале со промената на имињата на улиците. Кога ќе откуцам тоа на Ацо Караманов, ми искачаат и други луѓе. А кога ќе се ставам на Водњанска 53, тоа е старата адреса што пред промениве кога беа имињата нели ги сменија, таму искачаат комшиите, искачаат на мој број. На избирачки список кога се побарав по матичен број искача. А кога се побарав по адреса на живење, искачаат и други луѓе таму што не ги познам. Него и Владимир Хујбнер, така некако беше. На неговата сегашна адреса покрај Гигов и неговото семејство живее и семејството Колишевски. Телевизија 21 денеска побар одговор од Државната изборна комисија зошто и по 2,5 месеци од како официјално соопштија дека избирачкиот список е прочистен, во него се провлекуваат старите проблеми. Во телефонски разговор Кусони одговорија дека запишувањето на граѓаните на одредена адреса е во надлежност на Министерството за внатрешни работи и дека ДИК не може ништо да стори. Од МВР пак прво побараа прашањата да ги добијат по електронски пат, пошто како што рекоа, ќе биде одлучено како да се постапи по нашето барање.